Лидерите на двете најголеми македонски политички партии го одглавија бродот од Суетскиот канал. Но вчера лидерите на албанските политички партии поитаа повторно да го заглават. Африм Гаши, Зијадин Села, но и голем дел од ДУИ ветуваа дека ќе направат се и ќе се спротивстават на одлагањето на пописот, кој инсистираат да се случи насред пандемија. Во исто време се преговара и изборниот законник, кој беше една од темите на која разговараа и Мицкоски и Заев. За ова и за многу повеќе утро разговарам со Стефан Андоновски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Стефан, се договоривте вие? По овие излегоа, викаат кои се они да се договорат без нас. Што може да очекуваме? Немој пак сега да продолжи пописот, затоа што Симовски, директорот на Државниот завод за статистика, повеќе се однесува како кадар на ДУИ по она што го гледам вчера. Добро утро, благодарам за поканата. Да, чудна е состојбата во која што се наоѓаме, ама некако се навикнавме на чудни состојби во Македонија. Ми се чини дека тоа што е договорено помеѓу лидерите на двете најголеми партии во државата, да не забораваме, станува збор за двете најголеми партии во државата. Заедно колку би имале ВМРО и СДС? Би имале, ми се чини околу 2/3 пратеници во собранието, но тоа е помалку важно. Поважно е дека тие две партии ги представуваат поголемиот дел од граѓаните и не само тоа, станува збор за еден договор кој што значи добробит за граѓаните. Значи ова не е политички договор, ниту ВМРО ДПМН нешто добива од одложувањето на пописот, ниту СДСМ нешто добива од одложувањето, туку повеќе добиваат граѓаните кои што се плашат да дома примат непознати луѓе кои што претходно влегле во 30-40 дома и кои што сериозно може да пренесат зараза. Значи првиот проблем е тој. Проблемот кој што ВМРО ДПМН го имаше со законот за попис останува. Методологијата сметаме дека е погрешна. Дека само ние од цел свет регистрираме, попишуваме странци во диаспора, односно нашата диаспора, а потоа тие истите ќе бараат права во Македонија и тоа се случува. Главната поента е дека ова решение за пописот е за добро на граѓаните, а не е за добро на една или на друга политичка партија или на штета на Алијанса или на штета на Алтернатива или на ДУИ. Перцепцијата за тоа што е добро за граѓаните во Македонија очигледно од 2001 наваму има етнички предзнак, односно тоа што е добро за македонците не мора да биде добро за албанците и обратно. ДУИ, ДПА, Алијанса и Алтернатива најдоа шанса дека бројот на албанци преку оваа методологија и преку овој попис може да излезе драматично повисок благодарение нели на самата методологија. И сега тие имаат перцепција дека еве македонците се собраа и заговараат против тоа албанците да бидат над 25% во Република Македонија. Она што треба да го имаме на пописот е реален резултат. Затоа што ништо нема да ви значи како држава ако вие изброите во Виница дека живеат 3000 повеќе инженери од колку што реално живеат и вие потоа донесете фабрика во дотуша Зоран Заев нема да донесе фабрика, но еве да речеме новата власт предводена од ВМРО ДПМН да донесе фабрика во Виница, вие нема да имате доволно вработени. И тоа е есенцијата на пописот. Пописот не може и не треба, не сме да биде операција во која што ние ќе се надпреваруваме кој повеќе луѓе ќе запише според својата националност. Моите информации говорат дека во налетот на организација на попис во многу места на помали етнички заедници им биле нудени од 50 до 100 евра по човек за да се регистрираат како втората, третата етничка заедница во Македонија. Значи, тој начин на пазарење со граѓаните е многу поопасен отколку статистичко мерење едноставно колку луѓе живеат таму. Да, но Андоновски Груевски го одложи пописот благодарение на ова. Благодарение на неправилното попишување, тој самиот даде изјава, ако не се лажам, напиша нешто на социјалните мрежи и кога почна цела оваа драма, и тој кажа дека во 2011 година одлучил дека е најдобро за државата да се одложи пописот, затоа што поголем дел од попишувачите, алудирајќи за оние кои одат во албанските етнички средини, правеле
фалсификати кои може на крајот да донесат до целосно нереална бројка. Решението е електронски попис. Електронски регистар на население, така наречен, кој што го имплементира Словенија од 2011 година. И ми е жал што и претходната влада на ВМРО ДПМН не успеа тој процес да го заврши, во смисла да такво нешто имаме 2015-2016 година. И затоа ние го предлагавме решението да одиме со таков еден модел во кој што вие ги компарирате, ги споредувате базите на податоци кои што државата ги има. Државата има податоци и за вработено, и за невработено население, и за луѓе кои што влегуваат или излегуваат од државата според нивните пасоши. Имате податоци за починати, родени, венчани, имате катастар население кој што е дигитален, катастар на недвижнини кој што е дигитален, колку возила се купиле, значи вие податоците во повеќе од 20 бази ги имате. Целта на државната пописна комисија или државниот завод за статистика би бил тие податоци да ги собере и да ги изфилтрира. И потоа на 1-2% од населението да направи чисто проверка дали овие информации кореспондираат со реалноста. Она што како модел се буткаше со сила, ќе речам, од страна на владата и на државниот завод за статистика, е модел кој што не соодветствува на реалните потреби на граѓаните. Значи, вие немате потреба да во Врапчи ще излезат 50% повеќе албанци од колку што реално ги има, затоа што утре треба да инвестирате во тоа место. На крај треба Житолукс да направи статистика колку лебови ќе продаде. Житолукс ќе се направи статистиката и без пописот, значи тие веќе сите македонски компании веќе со години успешно сами си го истражуваат пазарот, но пописот зошто е вака најпластично кажано, зошто е многу битен. Затоа што утре можете истражување на пазар да направите, како приватна компанија за истражување на јавно мислење, затоа што таа треба да соодветствува на податоците кои што ги има, за аеродром, за Скопје, за Македонија, за демографската структура, за возрастната, за економската, социјалната и каква друга сакате. За глупостите кои што се правеа во врска со пописот, само една информација која што скоро ја добив, а тоа е дека обуката за попишувачи траела само еден ден, во кој што имало и теоретски и практичен дел, и во кој што на дел од кандидатите за попишувачи им биле давани тестовите за да може да ги положат на крајов на тестирање. Па ја за кола така положив. Толку многу се. Ја положив така за кола, не ги дадоа тестовите и тоа е веќе јавна тајна дека за кола. А оние што студирале на правниот факултет Јустинијан први се сеќаваат на оној легендарен систем со кликање кој се завршуваше факултет и системот кога го водеше Драги Рашковски, кога може да се купат во копирницата од спротива сите одговори и сите прашања, така што ова е... Ние имаме правници, адвокати кои завршиле факултет со кликање, па сега вие за попишувачи... Да, јас сум еден од тие кој што заврши на тој начин со кликање. Можам да речам дека дел од прашањата точно е дека ги имаше во фотокопирниците од спротива, дел ги немаше. Се викаше Зоки, мислам, копирницата сега. Неколку копирници се различни, да. Бесплатна реклама за таа копирница. Но и нормално за тој систем на Драги Рашковски, ќе потсетам, еден така виден македонски иноватор, кој предизвика, верувам, голем дел од генерациите, особено оние кои не сакаат самите да се надоградуваат, да бидат образовно уништени, завршувајќи факултет со селектирање на коцкички во системот на Драги. Само една реченица на оваа тема, не би сакал многу да должам. Клучевите за одговорите на прашањата на правниот факултет беа погрешно систематизирани во самиот систем. Вие кликате точен одговор В, системот кажува дека сте кликнале Г. И се случуваше да имате 0 поени на тестовите, затоа што некој во системот, а вие добро кажавте кој го водеше, си направил една таква структура. Чисто едно искуство од огромен интелектуалец. Јас имав 9 од Драги Рашковски, затоа што не присуствував на сите часови, не можеше 10 да ми стави. Од таа причина, а реално не сакав да учам за Word и Excel на факултет. Да го оставиме Драги настрана и да се вратиме на преговорите. Македонските медиуми се навистина способни да препакуваат луѓе и да ги направат интелектуалци, односно од не толку интелектуални типови да ги представат како видни публицисти. Таков е примерот, да речеме, со Никола Тодоров, поранешниот министер за здравство, кој се шеташе по болници, бркаше доктори дали пушат цигари по ходници, кој изиграваше доктори, кој е правник, па оперираше луѓе во операциони сали, го паметиме тоа дивење од времето на ВМРО ДПМН.
Ова утро на Дојче Веле токму Тодоров пишува колумна под наслов Слугата на Заев, алудирајќи дека Мицковски ниту победил во овие преговори, дека ниту направил било каков исчекор, туку едноставно му бил слуга на Заев да го одложи пописот. Од прилика тоа се тезите кои Тодоров ги изнесува ова утро. Победи ли ВМРО ДПМН на овие преговори? Еве вие од внатре како член на извршниот комитет, дали чувствувате триумфализам дека еве ги спречивме СДСМ да направат попис? Јас ќе чувствувам триумфализам тогаш кога ова влада ќе падне. И кога ВМРО ДПМН ќе формира влада која што ќе изгради Македонија одново. Она што се случи на преговорите, имаме една многу различна ситуација во споредба какви беа овие преговори, односно кој седеше на масата во овие преговори, какви беа порано преговорите, ќе се сетите на Пржино на пример. А тоа е Роджер Фишер од Харвард го нарекува во една од неговите одлични книги за преговарање, го нарекува тоа people's problem. Односно кој седи на масата е многу исто толку важно од прашањата кои што се дискутираат на истата таа маса, што значи дека темите може да бидат вакви или онакви, но важно е дека луѓето кои што седат на таа маса од страна на ВМРО ДПМН се луѓе кои што немаат товар, немаат кривични дела кои што им се запретени, се честни и се искрени патриоти. И тие луѓе влегуваат на масата, односно слушаат Христијан Мицковски како председател на ВМРО ДПМН влегува на масата, седнува и преговара од позиција на чистина позади себе. Од на човек кој што нема што да загуби во смисла дека тој не може да го купат, нема начин на кој што би бил компрометиран и на тој начин постигнува решенија кои што се прво здраворазумски. Не само како барање на ВМРО ДПМН, туку тоа се здраворазумски решенија. Две за мене се многу важни. Одложувањето на пописот и време да видиме во тој попис што може да се коригира до септември. И втората работа се отпечатоците, апаратите за отпечатоци од прст за следните избори, кои што се веќе законско обврска уште од минатата година. Веќе ги имате добиено, односно македонските граѓани ги имаат добиено како право, но власта сакаше некако да ги тргне. Мислам дека имаше структури во рамки на таа коалиција на која што не одговараше да има апарати со отпечатоци од прст. Затоа што нема да може на 3 секунди да гласа. Затоа што нема може да се гласа на 2,5 секунди, затоа што нема може да се гласа за луѓе кои што во моментот живеат во Шведска, во Норвешка, во Швајцарија, во Германија. Туку ќе треба секој човек да дојде и да го даде својот отпечаток од прст. Дали се ова совршени решенија? Затоа што веќе слушав коментари и за пописот и за ова со отпечатокот од прст. Двете решенија не се совршени, да бидеме реални. Но тоа се кој е проблемот на отпечатокот? Што е несовршенството во тој принцип? Добро прашање. Ова е неевропски концепт. Например, нигде во Западна Европа или во Америка нема да сретнете дека некој ќе ви бара вас отпечаток од прст. Едноставно вие му верувате на системот верува на вас дека вие сте дошле со личната карта, ве провериле, вие сте. Да, но Грчец не е во Западна Европа, ниту пак Ласкарци, ниту пак било кој од тие локации се појавија на многу локации, во Струмичко, и во Грчец, и во Кондово, и во Ласкарци, и во Струшко. На многу места се појавија гласање од 2,5 секунди, се појавија исти потписи на 100 места. Се гледате дека се станува збор за еден ист ракопис. И во тој дел, овие отпечатоци од прст можат нас да ни помогнат да стигнеме до фаза во која што му веруваме на системот. Јас баш пред некој ден напишав пост на социјалните мрежи во кој што велам се надевам дека еден ден ќе станеме држава во која што ќе можеме да гласаме од дома од телефон, од Android. Но додека стигнеме до тоа, ќе мора да го воведеме системов на отпечатоци од прст. Тоа вака за граѓаниве кои што не следат многу политика и немаат ни потреба многу да следат. Тоа се оние апаратчиња кои што каде што ставате отпечаток кога вадите лична карта. Андоновски, што туку му овозможивте на Драги Рашковски да побара уште нови тендери, нови милиони, затоа што тој е исто така иноватор на еден софтвер за онлайн гласање. Така што, Драги Рашковски профитира што и да се случи во оваа земја, почитувани слушатели,
И каква е промена да имаме на системот, драги Рашковски? Повторно има иновација за се тоа. Ако има вистински иноватори, тогаш нема никаков проблем. Но Има софтвер за ова, се вика, мислам, демократија или така нешто. Мислам дека имаше и кутија за гласање направено. И можеби во Бугарија, затоа што сега овие избори дел ќе бидат со такви кутии, можеби таму да се обиде со иновацијата, која е добра вистински, зашто не би ја купиле бугарите таа иновација, но би се чини дека тоа се иновации за договорени тендери. Тоа не се иновации, реални иновации. Да, значи сметате дека тој делот со фингерпринт е израз на недовербата која ја имаме. Решение можеби на недовербата, делумно, и ако постои можност, повторно јас тоа истото го напишав, дека постои можност во одредени места да тие фингерпринт апарати некако чудно не работат, не се вклучуваат и слично, затоа јавноста ќе треба да биде будна, меѓународната заедница ќе треба да биде будна во наблюдување на состојбава и реагирање, но ќе направиме се да тоа бидат многу мали состојби. Успеавме, ми се чини, во тој предлог на закон кој што е поднесен во собрание, да сите тие аспекти бидат вградени, има заштита на системот, да конечно изградиме систем во кој што можеме веруваме дека еден човек, еден глас е нешто што важи. Вие ќе се сетите сигурно од крајот на 90-тите се гласаше со изборни легитимации, па печатчиња се става за секој ваше гласање. После имавме фломастер со кој што се боеше прстот, па имавме UV лампа со спреј. Сите овие работи, знаете, ве тераат да се чувствувате како да живеете во земја од третиот свет, не би сакал да спомнам се некои држави, а не во демократија како што Италија, Германија. Добро, ние очигледно живееме во земја. Можеби треба да стигнеме до таму и затоа сме кршлива демократија или хибриден режим и треба да стигнеме од таа кршлива демократија во развиена демократија. Дека живееме во земја од третиот свет покажа вчерашното Facebook препукување помеѓу двајцата важни инфлуенсери на социјалните мрежи Стево Пендаровски и Венко Филипче. Верували или не, председателот на државата и министерот за здравство вчера како две тетки се препукуваа преку постови на Facebook. Нешто невидено не у западна демократија, во трет свет го нема. Тоа обично кога политичари не се согласуваат, а се дел од една иста власт, седнуваат на состанок и ги надминуваат разликите. Или пак излегуваат на дебата, на една јавна дебата и двајцата нели се расправаат и ги соочуваат аргументите. Овие излегоа како Зоки Фаци и Мија Костова на Инстаграм. Двајцата едноставно си реплицираат, па овој му удира реплика на репликата и ние новинарите го следиме тоа и за мене најголемо поразување е што голем дел од јавност ова го прифаќа Андоновски како нормално. Еве, може би утре вие ќе бидете дел од власта, ќе бидете некаков министер, доликува ли вие со колега министер или со премиер да се расправате преку Facebook? Или со председател на држава. Или со председател на држава. Имам дилема и сега ќе ми дозволите 2-3 реченици назад да кажам за да стигнам до дилема за што станува збор. Дилемата ми е ваква и потекнува од следното. Венко Филипче е човек кој што единствено се грижи за својот личен рейтинг. И тоа го прави на 4-5 начини кои што ќе ви кажам. Првиот начин е што, според моите информации од градов, има две најскапи маркетинг агенции кои што работат директно за Филипче, за неговиот личен рейтинг, а се платени од големи фармацевтски куќи со кои што тој има соработка. Вториот дел е што тој држеше по 2 часа пресови во најголемата криза кога луѓето беа најисплашени, не затоа што многу му беше гајле да ги кажува дневно починатите, примените во болници и така натаму, туку затоа што се играеше рейтинг на Месија, наместо да седне и да го менаџира системот. Можел да нарача вакцини уште во октомври-ноември месец. Имате цело време стварање, сега тоа е нова тактика, носење на доктори кои што имаат личен кредибилитет за да го покријат неговиот некредибилитет. Затоа што неговиот рейтинг падна последниве месеци, се гледа, и сега тој носи доктори кои што носат некоја своја тежина, авторитет, докторка Милена Стевановиќ, докторов Докич, значи они носат одредена тежина своја и свој авторитет и тој ги зема сега со себе и на емисии, на пресови за да го покрие својот недостаток на рейтинг. И сега одам кон поентата, не сум сигурен дали ова е пиар настан, борбава меѓу Венко Филипче и Стево Пендаровски, за да ние не мислиме дека се уште вакцини во Македонија нема за вакцинирање на поширокиот аудиториум и дека вакцини владава се уште не набавила, затоа што овие што се дојдени се подарок од ковак системот.
и од другиве наши партнери. Значи, дали ова пиар игра, да ние сега 3 дена дискутираме кој што му рече, па кој стави лайк, па кој одоздола искоментирал, или станува збор за нешто што мислам дека и вашиот медиум го начна, а тоа е дека се обидува Пендаровски да си ги испере рацете од оваа влада, и ова е веќе вториот потек кој што го прави. Овој момент, тој вели јас ви помагам, вие вас не ве бива да донесете вакцини, вие сте срам, а првиот беше јас не се сликам со криминалци, туку тие случајно сум ги сретнала некоја средба или некој митинг, додека вие седите со мене, додека вие, како и сите политичари, додека вие седите на маса, убаво гезме, убава храна, пијалоци и така натаму со истите тие или со полоши ликови. Така да не сум сигурен. Може би е едното, може би е другото евен. Да, но што и да е впечатокот на крајот од денот е дека ова е смешно и трагично за нашата земја. Доколку Стево Пендаровски сака да си ги испере рацете од оваа влада, се што треба е да излезе на една пресконференција и да ја повика владата да си даде оставка. Дури мислам, не знам дали може да одземе мандат, не може, тој само дава мандат. Но сепак, доколку Стево Пендаровски навистина сака да си ги испере рацете, тој има модалитет да го направи тоа. Јас мислам дека сепак се работи за некаков договорен пиар настан во еве на пример, Малкумина примети една друга работа вчера. Негде на Пладне излезе соопштение од Министерството за здравство во кое рекоа дека предимство во вакцинирањето ќе имаат, не знам, новинари, војници, доктор, нели, нормално докторите се тука, полициски службеници, оние кои се нели на првата линија на фронтот. Тоа излезе на Пладне, за вечерта да излезе дека они не дозволувале со AstraZeneca да се вакцинираат помлади од 60 години, следејќи го примерот на Канада и Германија. Значи, во еден ден, Андоновски, за тоа кој треба да се вакцинира, истото министерство даде два различни става во временски размах помало од 8 часа. Тоа е суштинскиот проблем. Значи, вие немате менаџирање на кризата. Вие имате тотален хаос внатре во системот. Не знаете кој е одговорен, не знаете која болница ќе работи, не знаете каде има кревети слободни. Беше едно време виновни беа граѓаните касно се пријавувале во болница. Како да тоа зависи од граѓанинот кога ќе отиде во болница, а не зависи од системот кој што треба да го земе од првото заразување и да го води до излекувањето во најдобар случај. Вие имате преку 20 изјави на министерот кога вакцини од каде ќе дојдат. Вие имате лага која што министерот не само што кон јавноста ја пратил, туку ја пратил во влада, во која што рекол јас потпишав договор со Pfizer. А договор таков немате. Целата состојба која што ни се случува е хаотична и мислам дека во тој хаос некој прави сериозни пари. Дека некој го искористува овој простор на магливост, на желба на луѓето што побрзо се стигне до лек, што побрзо се стигне до слобода, до симнување на маските, и во тој период во оваа магла се обидува да направи што повеќе за себе лично, и тоа е многу опасно. И стигнувам до една дефиниција која што ми се чини Илија Димовски баш во вашава емисија кажа дека ние немаме држава. А вчера баш и читав на темава, се изгубени суштинските карактеристики на една држава, што значат гарантирање на целовитоста, на интегритетот како држава, гарантирање на безбедноста, одбраната, здравјето на граѓаните и социјалната благосостојба. Ние сме социјална држава која што треба да се грижи за здравјето на граѓаните, тоа е основа на уставот. Вие кога вашите граѓани кои што се осигурани одат да се вакцинираат во некоја трета држава, не зборуваме за лек кој што е невиден до сега во светски рамки, еве другиве држави го имаат. Замислете ситуација да треба секоја година дојдете да се вакцинирате во Грција, во Бугарија или Јас сум малку подтемелен од вас следејќи владината пропаганда и ќе ви кажам што видов како тенденција на договорени постови на Facebook од оние, сите ги нарекуваме ботови, ако се генерално реални луѓе на која партија им кажуваат што да пишуваат на Facebook, и реално мене ми е греота за тие луѓе, тоа го прават за некоја вработување во администрацијата, за некакво лепче што за чорба за пеевче. За чорба за пеевче, но сепак се координирани од партија. И она што го видов е координирани постови во некои од групите во кои
пишуваат дека во Србија било тотално неорганизирано вакцинирањето и дека се чекало огромен ред и дека биле нарушени оние нели протоколи за близина, дека српските доктори се однесувале лошо кон нашите пациенти. Исто така, она што е тенденциозно од нашата влада е тоа дека, например, имав многу добар пријател кој отиде во Србија да се вакцинира и на враќање назад ми кажа дека само една од рампите работела на граничниот премин и иако имало огромна гужва, што значи намерно граѓаните ги задржуваат на граница. Па вика, кога стигнавме до самата рампа за да влеземе во Македонија, чекавме уште 20 минути за да се пополни некакво барање за движење во полициски час, затоа што вика после 10 влеговме во Македонија. И тоа толку многу трае, и толку многу се задржува од една единствена причина, затоа што власта сепак на крајот од денот сака да ги одврати граѓаните да одат во Србија. Јас ќе качам дискусијата на малку по макро ниво, да речеме, да ги видиме состојбите какви се во регионот. Прво, благодарност до Република Србија и претседателот Вучич за ваквиот начин на однесување кон Македонија, во смисла дека тој ризикуваше да му падне сопствениот рейтинг во државата, во време кога другите држави не сакаат 1000 вакцини подарок да ви дадат, затоа што велат ние не сме вакцинирале доволно, а раздаваме по други држави. Тој рече не само на Македонија, туку и на земјите од регионот, дојдете, вакцинирате се во Белград или во другите градови. И тоа, јас гледав неколку изјави на тамошни луѓе кои што би имале закажано дента да се вакцинираат од Белград и од Ниш, и велат многу се чека, многу е гужва затоа што дојдоа многу луѓе од другите држави ненајавени, а овие си имаат термин. Значи тој си ствара револт внатре кај своето граѓанство, помагајќи на регионот. Прво помогна со праќање вакцини во Македонија, сега и со отварање на границите за вакцинирање, и тоа е еден чекор за поздрав за, ќе ве потсетам, Заев го нарекуваше националистот кој што со национализам го покрива своето неработење. Тоа неработење во Србија треба да биде пример како под наводници не треба да се работи и во Македонија. Србија има изградено во една година автопати колку што СДСМ у задни 30 години нема изградено. Па ќе ве потсетам, сегашниот министер за транспорт се фалеше во Штип за 2 години изградил 1000 метри пат. Инаку не знам дали знаете така што тоа е основата на градењето. Поранешната министерка за информатичко општество Марта Томовска, мислам се презиваше во време на ВМРО ДПМН, денес еден од главните советници на српската премиерка Ана Брнабич. Така што и гледаме колку оди напред во дигитализацијата. Она што говорат експертите е дека до пред 7-8 години Македонија била светлосни години пред Србија во однос на дигитализацијата, но денес Србија е светлосни години пред Македонија во однос на дигитализација на администрацијата. И сето тоа, потсетувам, го спроведуваат кадри од овде. Така што ние знаеме. Не сме ние глупави во однос на србите. Ние знаеме, имаме луѓе со познавање, имаме луѓе со квалитети. Проблемот е што тие не се на функција. Тие не се на вистинските места. Ние порано бевме во надпревар. Прво србите учеа од Македонија, а потоа бевме во сериозен надпревар кој ќе привлече каква инвестиција. Дали Дрексел Маре ќе дојде во Македонија или ќе оди таму. Да. Сега веќе немате надпревар. Сега инвестициите како закажани одат во Србија, дури и вторите инвестиции на првите инвестиции од Македонија. Например, втората фабрика нема да се гради во Скопје, нема да се гради во Битола, ќе се гради во Ниш, во Врање. Зошто? Затоа што понудата од таму е многу посериозна отколку што е понудата од. Споменавте дека Заев го нарекувал Вучич националист. Заев уште еден друг човек го нарекуваше националист. Минатата година се сеќавам јас на пресконференција побарав да се извини за тоа. Се работи за словенечкиот премиер господинот Јанес Јанша, кој е еден од главните поддржувачи на Македонија во сите политички процеси. Сега, до пред неколку месеци Јанша беше националист кој, ќе го цитирам, СДСМ и Заев вбризгувал криминални пари во медиумите, мислејќи на ова. Да, мислејќи исклучиво на ова, што не е воопшто точно. Се работи за деловни соработки, нема тука ниту перење пари, ниту криминални пари, 100 пати прочешлале, ништо не нашле, но Заев го навредуваше Јанша затоа што македонски компании соработувале со словенечки компании, а тој тоа го нарекува нели криминал, иако нема ник од криминал,
А сега Никола Димитров денес оди во Љубљана за да бара поддршка од словенечките политичари во процесот на преговори, нели, да се откочи со Европската унија. Зарем не е малку срамота оној кој пред само година дена пред изборите од минатата година, помалку од година дена го нарекувавте шовинист, националист, криминалец, сега да одите во неговите преградки и да барате поддршка од него. Или се работи за лоша проценка, или се работи за зла нарав, затоа што ќе треба да се анализира дека Заев како брат ги смета луѓето кои што или го менуваат името на Македонија, или го менуваат идентитетот и сакаат големо бугарски цели да остварат во Македонија. Тие се браќа за оваа влада. А тие што се противници на оваа влада се всушност главните поддржувачи на Македонија и лобисти во Европската унија. Многу е страшно кога имате негативен однос кон сите други, освен кон тие што ве тапкаат по рамо и ве велат супер Сизоки, дај да организираме ново тендерче, дај некој од моиве сиви ликови од подземјето да дојдат да инвестираат во Македонија, да купат банка, да купат рудник, да купат телекомуникацијски оператор, да малце да се позиционираат и во телевизискиот сектор. Така, а да бегате од луѓето кои што ви прати авиони помош, минатата година Словенија прати авиони помош кон Македонија, и не само тоа, долго време Словенија представува наша одскочна даска во секој тип на лобирање кон Европската унија. Канцелариите за врски со Европската унија ги водеа словенци во Македонија. Канцеларијата за врски на НАТО долго време ја водеше словенец во Македонија и секогаш Словенија се покажува како кредибилен партнер на Македонија, одличен пример како може мала држава со малку население да функционира како САД, да функционира со сите стандарди, да биде пример и за цела западна Европа. Да не е Словенија, ќе бидеме оставени само на бразилско пилешко. Се шегувам, нормално. Ако ја свртиме на шега, така не е. Да, затоа што изборот во Македонија е помеѓу словенечко пилешко и бразилско пилешко. Бразилското пилешко е така малку по вештачко и можеби подолго. Има и македонско. Се чини дека две компании произведуваат пилешко македонско, јас тоа го предпочитам. Купувате македонски производи? Па се трудам во најголема мера да купувам македонски производи. Ако се добри. Пазарот треба да каже дали се добри. Тоа значи дека треба да возите Мерцедес, затоа што Мерцедес се произведува во Македонија, односно електрониката негова благодарение. Автобус може треба да возите. Да, или можеби треба автобус да возите. Антоновски, вие сте дел од оној преговарачки тим за изборниот законник. Ако не се лажам. Да, има неколку работни групи, во дел од нив учествувам, да. Што преговарате сега таму со СДС? Што е она што е тема? Има повеќе теми. Прва главна тема според мене се препораките на ОДХР, кои што со години ни се провлекуваат и со години никако да ги вградиме во изборниот законник. Во суштина ми се чини дека ќе стигнеме до фаза да можеби направиме некои измени за овие избори и следните, но треба да се пишува нов изборен законник за да се исчистат и од измени и дополнување. Овој законник е менуван десетици пати. Со тоа е првата важна работа која што треба да се имплементира. Постои дискусија за изборните модели и за локални избори и за парламентарни избори. Што се однесува до локалните избори, ние имаме две основни вака барања или како да речам теми кои што треба да се отворат. Првата е темата односно едната е за локалните, едната за парламентарните. За локалните е гласање на градоначалник во прв изборен круг, односно намалување на тоа барање цензус кој што сега постои, за да не ни се случува да имате класичен пазар помеѓу првиот и вториот круг, притисоци, уцени, закани и купување на помалите партии од страна на поголемите, тоа што е во моментот во моќ. Обично праксата е ваква, излегуваат двајца кандидати на големите партии и после излегуваат уште десетина спотер кандидати. Дел од нив ќе завршат на трето, четврто, пето и така натаму, ќе освојат по 1500 и 2000 гласови можеби некој, и после тие гласови одат на пазар буквално, се договараат со партиите кои гласови да ги добие и ќе си ги плати. За да го намалиме тоа и второ да го намалиме трошокот на државата да организира втор круг. Но зошто сега вие ја минирате политичката пазарна економија во овие услови? Па затоа што не е здраво. Треба од нешто да живее. Затоа што тоа не фрла на последно место. Треба од нешто да живее и Јанко Бачев, и Љупчо Ристовски, и Димитар Апасиев. Значи, сепак луѓето треба од нешто да живеат. Вие сега
тој извор на приход сакате да им го блокирате, блокирајќи втор круг. Мисля, че на тоа е нефер избор, нефер начин на договарање. По-фер е да се договорат партиите да поддржат еден кандидат, сите опозицијски партии да застанат за еден кандидат и да му ја дадат целосната поддршка да тој кандидат победи, а вафо разводнување на гласовите им помага само на другата страна која што е способна да купи да се испазари. Овој тип на корупција, изборна корупција, после влегува и во институциите, станува институционална корупција. Зашто не знам дали ова е изборен капитализам. Ама не се пазарат само за пари, се пазарат и за кој дуб каде ќе помине, која зграда каде ќе се гради, дали некој ќе има во Охридското езеро покрај крајбрежје нови згради, нови зданија, и тоа е штетно за граѓаните. Тоа ни е првиот дел кој што сакаме да го избегнеме, а вториот дел што се однесува на парламентарните избори, по нас треба да им се овозможи гласање на диаспората на полесен, подостапен начин. Тоа се луѓе кои што во милиарди евра испраќаат дознаки тука. Како мислите дека треба да гласаат? До сега гласањето е во амбасадите. И сметајте дека треба во Австралија да одите да патувате од Сиднеј во Камбера за да можете да гласате. Или во Соединените Американски држави да патувате од Тексас до Њујорк. Тоа е исто како тука до Лондон да отидете вака. Дури негде и подалеку. Негде пресметувавме како од Истанбул до Португалија, до Лисабон да патувате. За еден глас. Ние сакаме да возможиме да тамо кај што ќе се створат услови, да речеме се регистрираат 100-200 гласачи, се организира на лице место во изнемување на конференциска сала, хотел или било каде, да може да се формира гласачко место. Добре, Антоновски, зошто вие, да речеме во Америка сега Џо Бајден победи поради оние mail-in ballots, односно гласови испратени по пошта. Зошто вие не предложите овие луѓе, па и сите и тие што сме во Македонија, пандемијата нема да заврши во септември, зошто да не гласаме ние по пошта? А вие ќе им верувате на тие гласови? Па зошто да не им за фингерпринт апарати затоа што па ја ќе ставам фингерпринти на тоа по пошта што е. Значи, нема најмал проблем е тоа. Значи, сега на пример, еве ја имам таков проблем. За ден на избори работам од сабајле до вечер, а во исто време мене гласачкото место ми е во Кавадарци, затоа што се уште не сум станал жител, не сум заслужил да бидам жител на овој град. И сега, кога ќе тргнам од Сабајле да отидам да гласам, па да се вратам, мене ќе ме најде 12 часот. Вака преку пошта ќе си гласам у Кавадарци. Тоа би се случило ако луѓето му веруваат на системот. И тогаш немате проблем. Но ако се дозволи таков вид на гласање, ќе имате од една иста чајджилница или еден ист кафич или еден ист ресторан да се генерираат стотици гласови, стотици писма да се испраќаат и тогаш ќе го поништиме системот. Тој ќе најде цел камион со нови гласови кој заглавил во македонска пошта, не го виделе. Не ги виделе гласовите, ќе се пребројува со денови, со недели, така што мислам дека се уште не му веруваме доволно на системот и тој не ни верува нам, за да можеме да имаме таков пристап. Инаку одлично би било да можете да се логирате на вашиот телефон, отпечаток од прст да оставите како за плаќање во банка и да гласате. Кога додека студирав околу изборниот законник, една од професорките, мислам дека беше професорката Силјановска, ме нарече мене технократски фашист, затоа што јас во една дебата на факултет застапував став дека треба да имаат право на глас само оние кои плаќаат данок. Велам, изборите се за тоа како ќе се распределуваат државните пари. Не може доколку некој не е, даночен обврзник, воопшто да одлучува како ќе ги троши собраните пари. Дури јас предложив и гласање на правните лица. Па јас како компанија која плаќа, не знам, 0,00001 од вкупните даноци во Македонија, да имам право да дадам глас за која политичка партија во таа противвредност. Зашто? Ова било според професорката тогаш, додека дебатираме технократски фашизам, јас не го толкувам така, но како може да одлучува за иднината на мојата земја некој кој нема денар придонес за неа? Универзалното право на глас е право кое што достигнато уште во крајот на 19-тиот. Може би треба да се ревидира тоа. Не сум сигурен дека треба да се ревидира, ми се чини дека секој граѓанин на Македонија треба да има право на глас, затоа што секој придонесува на различен начин. Секој придонесува во својата област на делување. Единствен начин на придонес е тој во БДП. Се друго е што интелектуално придонесува за Македонија. Начинот на придонес е тоа што ти работиш, плаќаш се интелектуално, зошто? Па нека земе пари, нека плати данок за тоа.
Не може да Некои работи не се купуваат со пари. Има работи кои што уметност, книжевност не се ни платени доволно колку што би требало да бидат платени. Други работи кои што се можеби подтехнички, IT, дигитални вештини и така натаму сега имаат многу силна вредност, но замислете каква вредност би имале во 13-те, 14-те. Се откажувам од тоа за пропорција, затоа што тие IT што работат ќе имаат повисоко глас, може 3 пати повеќе гласови од нас, ако ги оставиме тие да ни бираат глас. Многу е важно да веруваат на системот. Ми се чини дека моментот кога ќе се изгради систем во кој што ние веруваме, плаќањето даноци е многу добар пример кој што го кажавте. Ако ние имаме успешност на собрани даноци од 100%, значи дека луѓето и веруваат на државата. Ние имаме во некои општини како што општината Рачинова 0% собрани даноци од данокот на имот. Тоа кажува дека ниту општината функционира, ниту имате општина, ниту па граѓани ви веруваат на таа општина. Таа живеат по заемици или од донации кои што владата гледаме дека супер срдечно им ги дава. Проблемот е што луѓето не му веруваат на системот и мораме да направиме напори да тој систем профункционира и да тој систем им ги задоволи основните потреби на граѓаните. И само уште една забелешка ме прашавте околу изборниот законник, се промовира многу темата на отворени листи на изборите. Јас лично ќе го кажам и мојот личен став, затоа што е тема веќе подолго време, а пишувам и еден труд на оваа тема. Сум противник на овој отворен систем, во смисла отворени листи, целосно отворени листи. Да вие имате пристап, доаѓате на избори, има 14 листи, во Скопје имаше повеќе од 14 минатите избори, секоја листа има 45 советници и вие гласате за партијата за која што сакате, а потоа гласате и за лицето од таа партија која што вие вас умилен најдобар сметате дека најдобар кандидат. А го заокружувате или го дополнувате? Има различни модели. Во некои од државите треба да го впишете бројот на редниот број на кандидатот, во некои од државите го заокружувате кој има со име и со презиме и тоа е првиот проблем. Во Скопје тоа би изгледало книга треба да ви дадат за гласат. И вие на книгава, затоа што се 14 листи, земете 10 листи нека се по 45 кандидати, тоа се 450 советници само на една листа. Види, јас сум за парламентарни избори, не за локални, затоа што на парламентарни избори ова би значило дека Шекеринска никогаш не би станала пратеник. Па не можете да знаете. Не можете да знаете затоа што го знам тоа затоа што ја следам перцепцијата и анкетите, некои луѓе кои се како да кажам, декор во собранието на Република, нашата земја, не би можеле никогаш, буквално никогаш да станат пратеници. Тоа е точно и можеби тие се придобивките на овој систем на отворени листи, затоа што ги доближуваат гласачите до избраниот кандидат. Тој повеќе се однесува кон нив подобро, поквалитетно. И тие повеќе има доколку сакаме тоа да го направиме, тогаш најдобро е да имаме мнозински изборен модел за парламентарни. Јас се залагам и сметам дека овој модел кој што сега го имаме, добиваме такви резултати кои што се правилни. Не се правилни. Еден пратеник во петка вреди тоа е друго. 5.500 гласа, во четворка, во шеска, 5.500 гласа, во четворка вреди 9.000 гласа. Тоа е друго и тука може да се дискутира за Македонија како една изборна единица. Но дека моделот како пропорционален одговара според моите сознанија, според моите анализи, мислам дека најмногу одговара на нашиот систем, затоа што дозволува на различни етнички групи, на различни партии, граѓански етнички партии и така натаму да имаат свој удел во собранието и имаме таман доволна фрагментација на собранието, преку 20 партии се присутни во моментов во собранието, преку 20 различни партии. Се плашам дека мнозинскиот модел може да не однесе во борба на локални шерифи и локални моќници, кои што ќе истурат доволно пари и доволно капитал за да станат пратеници. А ме потсеќа една сцена на можеби ќе се сетите на Peaky Blinders на Томи Шелби како станува пратеник во британското собрание, односно во британскиот парламент. Тоа ми е страв дека во тоа може да се префрлиме. Инаку нема совршен модел или нема модел кој што ова е моделот кој што сегде ќе одговара, ама ми се чини дека во Македонија сме го нашле тоа е диктатура. Да нема избори, тоа одговара сегде. Соодветниот модел. Па не би се сложиле граѓаните на државите кои што се рачунаат како диктатура, не би се сложиле со вас, ама ми се чини дека нема совршен модел, но треба да го бараме. Треба да најдеме. Треба да се потрудиме на промени во изборниот законник. А што е со оние, нели, долго најавувани
барање на малите етнички партии дека треба да имаме една изборна единица. Јас 10 години Павле Трајанов го слушам дека треба да има една изборна единица и дека така он ќе стане пратеник и без ВМРО и без СДС. Веројатно, пошто му забележуваме дека цело време е приврзок човекот, вика дај да се ослободам, дајте ни една изборна единица. Исто видов и Левица го бара тоа заедно со нив и од ВМРО на Љупчо Георгиевски, како се викаше, Народна, го бараат истото, го бараат и од Обединети за Македонија, повеќе политички партии од Зелените исто го бараат, повеќе политички партии се споени во ова Треба барање. да имате проблем за да сакате да го решавате. Во моментов ми се чини дека проблем на представување немаме, затоа што во собранието се представени сите овие партии кои што ги набројавте. И Дом има свои кандидати, и Либерално-демократската, Претворени Левица. се во заложници на ВМРО или на СДСМ. Не би рекол. Напротив, сега во моментот кога Сега гласовите СДСМ е заложник гласовите се избалансирани на големите партии, многу значат овие помалите партии колку ќе се приклонат. Од тука мислам дека нивната репрезентативност постои. Левица отиде сама на избори, освои доволно гласови. Каде јас го гледам проблемот? Проблемот е во вредноста на гласот, тоа што вие го спомнавте. Гласот треба да ви вреди исто независно вие дали живеете во Кавадарци, во Скопје или во Тетово. А во моментов не вреди исто гласот, затоа што пратеници се бираат со помалку гласови во шеска, отколку што се бираат во четворка, скоро дупло. Што значи дека гласовите се повредни на луѓе што живеат во Тетово, отколку на овие што живеат во Струмица. Тоа може би треба да го решаваме. И може би една изборна единица ќе го решава тој проблем, но тука би требало да се размислува за еден изборен праг во кој што нема да дозволиме тотална фрагментација на собранието и да не се случи од 120 пратеници вие да имате 100 партии кои што нема да можат да формираат влада. Вие видите како сега не поминуваат законите, не течат работите, немаме реформи, не поминуваат закони ни собранието, не се остварува основната улога во своето собранието кое што ја има, а би се остварувало во ситуација кога вие ќе имате 100 пратеници од најразлични партии. Ми се чини дека тоа е проблематично, никој го нема како таков систем отворени листи и една изборна единица без праг, па кој влезе во собрание, затоа што немате стабилност на државата. Еве, еден граѓанин полемизира со мене за мојот предлог да гласат само оние кои плаќаат данок, вели, а ти како тогашен студент, како ќе се чувствуваше кога не ќе можеше да гласаш? Па да ви кажам право, господине Војслав, па ја не ни гласав кога бев студент, значи, јас толку сум самосвесно битие, што велам, па ја не придонесувам за државата, зошто нели да гласат. Да прочитам и дел од коментарите, известен Стојан вели, го знам дечково име учено во Америка. Поздрав и нормално ми го утнало името, Злате ме нарекол. Голем поздрав. Да. Што учевте во Америка вие? Имам Какво е? Знаете, кај нас тоа е амерички џак, знаеш, велат србите. Да, така, повозрастните знаат така да ми кажат. Имам завршено меѓународни односи и меѓународна економија, инаку специјалност ми се преговори, медиација и преговарање во меѓународните, во политиката, во меѓународните односи, тоа ми е магистерската теза. Поминав две... Вие да не го трениравте Мицкоски вака убаво да победи нови преговори? Не, баш ви реков, човекот доаѓа од професорската фела, но е чист. Тука беше основата на добрите преговори кои што ги прави. Инаку тоа ми е специјалност, две преубави години поминав на магистерски студии, првата во Италија, втората во Америка, на Џонс Хопкинс универзитетот завршив. И за мене беа трансформативни тие години во Соединените американски држави, затоа што некако учите за политика од изворот на политиката во модерниот свет. Јас Вашингтон го сваќам како модерна Атина, да речеме, како тоа што била Атина во античка Грција или Рим во тој период на кога се развива Римското царство, тоа е сега Вашингтон, затоа што политиките извираат од Вашингтон, добри, понекогаш и лоши, но е добро да бидете таму во жижата да ги учите директно од тие кои што ги креираат. За мене беа многу квалитетни поминати 2 години. Така, и од таму научивте како овде во Македонија да спроведувате веројатно нешто, па ќе видиме дали ќе добиете таа шанса. Се надевам дека новата генерација политичари ќе добијат шанса да покажат дека се може поинаку. Дека не е се пазар, дека не е се корупција, дека не е се недостаток на квалитет, на мерит систем и дека само така можеме да повлечеме напред. Инаку ќе останеме во оваа кал. Андоновски, јас сум многу разочаран. Денес требаше да славиме веќе 2 дена пат на Христијан Мицкоски, затоа што
овие од коалицијата на Сашо Мјалков, од Мериот, нели има закажано вонреден конгрес. И навистина голем удар за демократијата е тоа што тој конгрес беше откажан од нивна страна, иако има 6/3 од, иако не може повише од 3/3 од делегатите. Сега, прашањето ми е, како успеа ВМРО ДПМН да се соочи со оваа внатрешна криза или не ни се соочи затоа што тие немаа 6/3, односно ни 1/3, ни 1/12 од делегатите? Не би сакал многу во детали да одам на елаборација тука, затоа што ВМРО ДПМН е демократска партија и внатре членството си ги избира своите представници и такво и чувството внатре во партијата, нема чувство дека некој ми е наметнат, дека некој е дојден од не знам каде да им биде председател, туку партијата е реформирана, оди многу со чекор, многу брз чекор напред. Ние често организираме настани на терен, скоро секоја недела сме некаде и баш тоа чувство го имам, дека луѓето си ја сакаат партијата, си сакаат да придонесуваат кон партијата и си работат. Што се однесува до конгресот, јас ќе се задржам на правниот дел. Тоа е чисто да им споредам на слушателите, како пратениците од првиот состав на собранието да гласаат за избор на министер сегашната влада денеска. Тие конгресмени кои што се на тој конгрес, јас дел од нив, голем дел од нив ги познавам, ги почитувам, дале придонес за партијата во тешки и во полесни времиња. 2015 биле избрани за да бидат конгресмени, биле конгресмени тогаш, се случува воредниот конгрес во 2017 година заради оставката на поранишниот председател Никола Груевски, учествуваат и на тој конгрес и треба да се случи како што се случило од 2017 да даде некоја оставка или Централниот комитет да изгласа за да се формира повторно да се повикаат како конгресмени. Се до тогаш нивното учество нивното конгресменство е пасивно. Тоа не е активна, тоа тело не е активно постојано, туку се среќа на 4 години. Немојте вие сега така да му одземате право на Ивица Коневски да ја креира политиката во било кој од тие луѓе, ако искрено сакале да придонесат кон ВМРО ДПМН, ја имале шансата и ја имаат шансата. Он ја створил ВМРО ДПМН, вие него ќе му забранува нормално дека се шегувам, очигледно е дека тие луѓе не успеаат да соберат доволно луѓе и се повлеко, особено затоа што идеологот им заврши на едно помалку непријатно место за тоа не мога посакувам никому. Многу е лошо на било кој човек, на крајот сме сите луѓе и многу е лошо да се посакуваме негативни работи едни на други. Се надам дека работите ќе се менуваат во Македонија на подобро, затоа што ова чувство на немир, на апатичност, на незаинтересираност, на желба само се земе куферот и да се отпатува во странство, со една карта во еден правец, мислам дека ни штети на сите. Драги Рашковски се уште не е вратен од Мексико. Ке се врати ли? Па, ако не отворил туристичка агенција таму, може би ќе се врати. Или може би на Мексико или на картелите од Јужна Америка ќе почне да им продава иновации. Онлайн систем за порачување на дрога со биткоин. Новата иновација на Драги Рашковски. Ако имал иновации човеков, ќе ги продавал во странство и ќе живеел од иновациите, немаша мора да биде секретар во влада, сега не е генерален, него вработен секретар во администрација, да зема просечна македонска плата. Иноватора воли. Иноваторите ќе работеше во Тесла, ќе правеше милиони. Луѓето кои што се иноватори навистина иновираат, продаваат, работат од бизнис, немаат потреба да бидат секретари во влада. Да, но знаете, некогаш и човечката психологија има огромна вредност. Што да прави Драги Рашковски кога Илон Маск не е доволно маркантна фигура за разлика од Зоран Заев која може да му привлече внимание и да му се условува со шефе. Шала настрана, муабетот на ова прашање е дека се повеќе постојат индиции дека меѓународната заедница, односно меѓународните поддржувачи на Македонија бараат кривична одговорност за дел од актуелните функционери. Значи, веќе не се задоволуваат со тоа да отидат и да бараат станови на Груевски, да го притворат некој бивш министер или директор, туку бараат директно од обвинителството и од судот да се процесуираат актуелни функционери. Верувате дека тоа ќе се случи? Ако не се случи со оваа власт, ќе се случи со следната власт. Ми се чини дека од Соединените Американски држави гледам големо свртување кон Балканот,
со особен фокус, гледајќи ги последните интервјуа и на Метју Палмер, на спречување корупција. Корупцијата не ја прават поранешни функционери. Вие не можете да барате од министер во 90-тите години, во 2022, 21-22, да одговара за корупција која што е направил тогаш. Едноставно, за старина остана. Стапува и кривично дело не постои. Она што го бараат сите наши партнери, а најмногу треба да го бараме ние како граѓани, е борба со корупцијата која што ни се случува денес. Борба против луѓето кои што товара куферчиња со кеш пари. Значи ги има на снимка како товараат куферчиња со кеш пари, кои што се пари за да се даде или не се дадат концесии за фармацевски компании, концесии за диализа и така натаму. Имаме случај Леонардо, имаме случај МНАФ, имаме случај кој што се гледа корупција. Но многу е тешко, многу е жално што немаме постапување од јавното обвинителство, или кога има постапување, тоа е пробиено од страна на тие кои што треба да бидат уапсени. Главниот проблем со кој што се соочуваме е што тоа останува, јавното обвинителство останува глуво на докази на кривични пријави кои што се поднесени. Има една нова тактика која што ја практикуваат последниве 2 години, а тоа е дека не ги отфрлаат кривичниве пријави, пошто знаат дека утре може да одговараат за злоупотреба на службена положба, туку ги чуваат во фиок. Токму на тоа реагираше State Departmentот на Соединетите Американски држави. Ова е најнова вест, објавена пред малку, како го кажам. Обвинителите ги пробиваат роковите за истраги и не сносат одговорност за тоа, се вели во извештајот на State Departmentот. Во најновиот извештај за состојбата на човековите права на Американскиот State Department за Македонија се посочува дека обвинителите често ги пробиваат законските рокови за комплетирање на истрагите, а за тоа не сносат никакви последици. Според законот, истрагите треба да завршат за 6 месеци, а роковите може да се продолжат до 12 и 18 месеци за покомплексните случаи на организиран криминал со дозвола на предпоставениот. Но во пракса, обвинителите често ги пробиваат роковите. Во извештајот се забележува и дека судската непримерност, прекумерниот притисок врз судиите, одложената правда и несоодветното финансирање на правосудството и обвинителството и натаму ги попречуваат работата и ефикасноста на судиите и дека тоа влијае врз целата јавна доверба во правосудството. Исто така се забележува и дека владата демонстрира поголема почит за независноста и непристрасноста на судството во споредба со претходните години. Се ова нечиња на владата, како велат, исто така се забележува и дека владата демонстрира поголема почит, ги поштуе. Па повеќе поголема почит, што пијат кафе со повеќе седнува на ручеци вечери и се среќаваат на едни бензински станици и се договараат како треба да функционира системот. Видете, оваа влада е добра во пиар, тоа го признавам. И добро знае да каже ние сега ќе почнеме прочистување, па еве еден правилник направивме за прочистување, па вака ќе направиме така. И после имате криминалци, наркобосови кои што знаат дека ќе ги апсат. Значи имате убава презентација вака тоа. Имаме јавен повик до наркобосовите да се јават во радио да ја кажат својата страна, еве ги нема. Па мислам дека не нема потреба да дури мислам дека затоа што знаат дека оваа влада нема да ги гони. Ја дури мислам дека дел од наркобосовите, тоа што го имам како информација од наркобосовската заедница е дека дел од нив биле навредени од оние фотографии кои излегле со нив и рекле бе срамота е што седам со Оливер Спасовски, гледајте, ме сликале тука наместо Оливер Спасовски, Вице Заев, па и Стево Пендаровски, колку и да сака да се извади, да се срамат што се сликале со наркобосовите, може би и наркобосовите треба да се. Ќе се вратам само на една реченица од ова што го прочитавте сега, а тоа е дека 6 месеци треба да трае истрагата. Во јули 2020 година ние поднесовме преку 30 кривични пријави за високи функционери на СДСМ кои што беа фатени во подкуп. И тоа фатени, како што велат старите, со рацете во медот, подкуп со слика, со тон, со видео, како да кажам, во кој што ги подкупуваат гласачиве за да гласат на денот на избори за нив. До ден денес, поминати се повеќе од 14 месеци, немате реакција на јавното обвинителство за ниеден од овие случаи. Ајде да речевме за 5 да каже овде нема кривично дело. За 5 да каже овде почнуваме истрага. Не.
За сите 30 вие немате никаква јавнообвинителска одлука. И во тоа е суштинскиот проблем, затоа што вие можете колку сакате да се борите со PR, да ангажирате маркетинг агенции, фотографи, еден, двајца да ве сликаат, дека ќе се борите во судство да направиме реформи, ама утре кога тоа јавно обвинителство не постапува, нема никаква одговорност за непостапувањето, нема ефект вашава PR машинерија, тогаш граѓаните гледаат дека вие сте скапано јаболко. А скапано јаболко колку и да го китите, да го затварате во какви сакате кутии, на крајот мириса на скапано. Тоа не може скапаното јаболко одеднаш да биде здраво, свежо јаболко. Не може ни сладко да направите од скапано јаболко, но затоа можете да направите ракија. Па и да се опијаните. Дека има еден градоначалник кој што е експерт на оваа тема, јас не би сакал да се имаме ние градоначалници што се експерти за повеќе работи, имавме градоначалник експерт за шверц од цигари, вчера ни објавивме така една интересна истражувачка сторија за шверц со тутун, што е, пак ќе кажам, може би минорно со големите криминали кои се случуваат во нашата земја. Андоновски, ти благодарам за ова твое утрешно гостување, бевме така експлицитни, повеќе од 1 час разговараме. Ви благодарам на поканата, се надевам дека бевме интересни за да ги расониме слушателите ова утро. Па, дали бевме интересни да ги расониме, не знам, но битно е дека знаеме од прилика каде ќе се движат работите, а работите очигледно ќе се движат сега. Следниот притисок на јавноста ќе биде кон изборниот законник за кој нели говоревме. Најверојатно, се надевам дека граѓаните ќе бидат будни, ќе ги следат состојбите и очекувам да има коментари позитивни и негативни по нашата работа, затоа што само така стануваме подобри. Ви благодарам. Само така стануваме подобри. Некој ќе кажете, вчера ни пратија деманти едниот од кабинетот на вице-премиерот во кој ни бараат нешто да сме престанале да ги критикуваме, па ние тоа го правиме за и тие да станат подобри. Иако во нивниот случај, почитувани слушатели и гледачи, тоа е и невозможно. За да станеш подобар треба да бидеш добар. Тоа е некоја основа. Кога си лош, прво треба да станеш добар, за потоа да станеш подобар. Радио Лидер сака и од вас да направи подобри луѓе кои критички ги обсервираат работите. Даваме се од себе и многу често не успеваме. Зошто не успеваме? Затоа што пречките се огромни. Живееме во еден систем во кој секојдневно не бомбардираат со тривијалности. Кога живееме во ситуација во која премиерот, во која председателот и министерот за здравство тривијално се расправаат по социјалните мрежи, што останало за нас другите. 31 март 2021 година, реализација Радио Лидер, техничка реализација Мартина Костандинова и Јане Јанков. Главниот говорен уредник, мојата маленкост, Љупчо Златев. Останете со 107,4. Имаме одличен музички избор ова утро, кој ќе го следите заедно со колешката Јелена, а потоа читајте lider.com.mk.